Во септември ќе има засилени контроли на цените. Ќе се проверува дали има девијантно однесување на трговците. И ако има, според законската регулатива ќе се казнуваат. Информира на денешниот брифинг со новинарите министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Ако се зголемуваат цените без оправданост со страна на трговците, како што сме постапиле во минатото, така ќе постапуваме и во иднина. Ние гледаме колкава е маржата преку дистрибутерот до крајниот трговец. Ако на светската берза се зголемува цената на нафтата, тоа нормално дека ќе влијае и врз другите цени, објасни Дурмиши. Премиерот Христијан Мицкоски денеска повторно ја презентираше владината одлука за училишната кошничка. Пред 2 дена на владина седница донесовме одлука за намалување на цените на во големо продажбата од 10% и во мало продажбата од 15%. И тука е опфатен целокупниот училишен прибор. Се што спаѓа под училишен прибор, од тетратки, молеви, пенкала, гумички, блокови и така натаму, боенки и така натаму, се ранци, сето тоа е опфатено со оваа одлука. Во меѓувреме, министерот Дурмиши најави контроли и во книжарниците и секаде каде што се продава училишен прибор. Мерката е донесена на седница на влада и заедно со Државниот пазарен инспекторат ќе излеземе на терен и ќе ги контролираме сите книжарници и маркети, каде што се продава училишниот прибор, најави Дурмиши. Дурмиши објави 2 нови повика од Министерството, вредни 7 милиони денари, а се однесуваат за домашните компании од преработувачката индустрија.